Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание, последно за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме на тема која е кратка и јасна, без емитување на одредени прилози или инсерти, а која веќе долу е испишана. ВМРО ДПМН останаа сами на фронтот за 5 јуни. 5 јуни, датумот кој беше повторно бетониран, исто како и 24 април, за да се одржат изборите, но овој пат, како што и вчера зборувавме во емисијата, односно се извинувам предвадена во средата, бетонот не се фатија во април, не изгледа, туку нема да се фати ни во јуни, по однос на предвремените парламентарни избори, кои беа закажани по втор пат, со втор предлог за датум, односно веќе беше и закажан за сериозно, но очигледно испадна дека не е. А тоа е 5 јуни, што значи дека ќе се одложат за понатаму, веројатно некаде на есен. Али Ахмети и Мендух Тачи дефинитивно не одат на избори, на 5 јуни брифираат високи партиски функционери за телевизијата 24 вести, вели во својот прилог кој го подготува за дневникот во 17 часот со сите детали колешката Душица Мрѓа. Од партијата на Никола Груевски, откако останаа сами во изборниот процес, нема конкретен одговор што ќе значи тоа за нив. Тие и денеска велат дека не постои уставна опција да се одложат изборите кои се во тек. За ЕФ и денеска дециден, повлекување на аболицијата и формално одложување на изборите со свикан парламент. Од партијата на Ахмети пак официјално само кусо велат дека разговорите продолжуваат и дека секое следно решение мора да биде прифатливо за сите четворица лидери. Ова е многу важна реченица, бидејќи представува дека воопшто нема да се направи ништо на правно-политичката криза за излегување од неа или за разрешување нејзино, без разлика дали станува збор за етапни чекори или за конечен чекор, доколку тоа решение не е согласено од 4 страни, односно 4 најголеми политички партии во Република Македонија, а тоа се ВМРО ДПМН, која што е на власт, СДСМ опозицијската и албанските партии ДУИ, кои што се во коалиција со ВМРО ДПМН и ДП на Мендух Тачи. Доколку било какво било решение не се донесе со консензус на 4 политички партии, четворицата лидери Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи не биде консензуално донесено, тогаш тоа решение нема да важи. Па така, очигледно и изборите за 5 јуни веќе не се под знак прашалник, туку напротив се бетонира дека тие нема да се одржат. 0260 91 924 0260 91 925. Ви посакувам добре дојде. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, погласно малку држијата, повелете. Па сега што да ви кажам? Уште договор, пршинскиот договор кога излезе, кога беше прво кажан датумот за избори, а после се друго, мене ми беше малце чудно. Потоа, кога се продолжи, па само се продолжи датумот за избори. А сите оние други точки кои што требаше да се исполнат, останаа на втор план. Сега увидоа и овие надвор што не посматраат, увидоа дека мора се да се исполни, па на крајот да се дојде до датум на избори. Ќе има избори, не велам дека ќе нема избори. Меѓутоа, владеачката партија сама си го направи ова. Дали сакаше да продолжи со своите лаги, кој што досега беа изборите, за кои што ни викаше релевантни се, без проблеми на денот на гласањето, а пред тоа, што правеше она, таа си знае. Нема потреба сега да ги повторуваме тие негативности неизини. Сега веќе не може така. Сега веќе тука е вмешана и странските наблюдувачи се вмешани, кои што не ни кажуваат што да правиме, ама ни постучуваат како треба да се одвиваат изборите. Нормално и сега датумот на избори ќе биде зацементиран, затоа
не е битно, нека помине летово, нека се биде регуларно, па и на есен можат избори да се направат. Благодарам многу. Јас вам ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да прокоментирам нешто за изборите, за датумот. Од најверојатно не знам што бетон користат, но не, очигледно не му фаќа бетонот, па треба да користат друг термин, дека ќе го барокираат. Пошто од бетонирање видовме дека слабо моди. Избори да одат сами е нонсенс, несфатливо, пошто во оваа држава не живеат само тие, живееме и другите што размислуваме поинакови. Очигледно е дека не можат да сватат дека со тој контрапротест сега моментално треба да го насочат кон седиштето на ВМРО, пошто нивното членство е изиграно. Од бетонирање, од не знам што е друго, изиграни се тотално и не гледаат дека ова држава сака да оди напред, сака да биде слободна и сака да биде демократска. На некој му одговара да не е, ама нажалост разумот надвладеа во македонскиот народ, прогресивните сили одат напред, младите одат напред и да живее Македонија, им посакувам се најдобро на наша мила држава. Јас ви благодарам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнан. Добар ден, ве слушам, повелете. Јавувам се од Радовиш. Поздрав до Радовиш, од нас, повелете. Сум срекна што трите партии се одлучија да не идат на избори. Тоа ми е најголемата среќа, пошто јас имам две деца и двете ми се у странство. Пошто живеам сама. А тие лопави, дека да им дојде више крајот. Пошто не можат со народот да сигат како што сакат. Тоа се виде од почеток кога почна да владеат. Со мојот маж беше еден таков човек што он предвиде дека оваа власт ако дојде, ја уништи, точно ја уништи Македонија. Али овие закоравани ВМРО-вци никој не сваќат. Треба да им се стави нешто у главата, али нека изат и нека бидат како што сакат, али мене ми е кеф што трите партии се од странија. И така ми е со задоволство. И што можам да ти кажам, еве, радувам се, пошто ќе нема избори. Тоа да им биде јасно. Пошто Македонија веќе многу трпи, дојде до проскиот си стап. Ја не сум Огнан. Ја не сум. Ја имам деца што ми се веќе на 25 години. Јас имам и да ме пратат и се, али гледам тука, жално е, жално, знаеш што значи жално? Што немат луѓето да си платат струја, вода, па храна, али еве тоа ти е тоа. Така. Многу ти благодарам, Огнан, биди поздравен, се најубаво. Јас вам ви благодарам исто така за јавувањето и вам ви посакувам се убаво. Она важна реченица која што треба да се запамти од донесувањето на одлуката на ДУИ дека нема да учествуваат на изборите предвремени за 5 јуни кои што беа бетонирано закажани, важно е дека тие нагласуваат дека секоја одлука која што би се донела со консензус на 4 политички партии и на 4 лидери ќе ја поддржуваат, но секоја одлука за која што ќе недостасува, да речеме барем една од политичките партии, тогаш тие нема да гласаат за таква одлука. Сега, единствената опција за ДУИ да учествува на 5 јуни сега, за еден месец практично, на изборите е доколку Груевски и Заев нешто договорат за 5 јуни за да може да се одржат изборите. Само тогаш ДУИ и Ахмети би влегле во играта за предвремени парламентарни избори, во спротивно не. Добар ден. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Шипка, Врако, Венцислав. Поздрав до вас до Штип, повелете. ВМРО, ДПМН не остана сам. Остана ВМРО, ДПМН и можам да кажам, бидејќи се јавувам секој пат, со име и презиме, не да се срамам, да се боам да си го кажам името секој пат анонимно и позади град правотите како и оваа емисија. Значи, остана со народот. Тој е најпаметен народот. И за него се работи. Изборите е најсвечен чин
за народот. Овде ние го остваруваме најважното животно право. Да бидеш биран и да бираш. Вие ликувате, вие сте антиквизација, ликувате. Значи да се одземе основниот право на живот. Изборите значат живот за Македонија. Спрема се народот. Од овде, па се оние кои направија да му го земат животот, да му земат душата, се лажете и овде преудицирате во оваа емисија. Како може да гарантираш за ДУИ и за ДПА? Како може пред време да во нивно име да зборуваш? Како може што се јавуваат анонимни плукаат на Македонија да им дава за право секој ден да го зборат исто те исто? Ние може да ја пренесеме информацијата затоа што имаме потврда од високи партиски функционери дека нема да учествуваат на изборите. Кој? Кој име? Ќе ги дознаете во дневникот во 17 часот. Ти, кој? Името го кажи, кој? Ќе ги дознаете во дневникот во 17 Па часот. 2 години и 4 месеца само лажи и превари во оваа емисија. Најголемата црнила, меѓутоа народот не простува. Никој пат прочка нема да има за оваа емисија, бидејќи превршиште секакви граници. Кој ти кажа дека во име на ДУИ и ДПА може да преудицираш? Ти правиш кривично дело. Добро. Може да ме осудите ако сакате за тоа, слободно и пратете пријава. Ама најстрашно е да те осуди народот, ќе го осетите народот. Се согласувам, точно во право сте, најстрашно е да те осуди народот. Сам ќе се сети народот, оти доваѓа преку глава. Не може демоните да владеат со Македонија. Малце сте, ќе се видите скоро. Ќе излезе народот, али ќе излезе самостално. Да знаеш тоа. Прво ќе дојде во вашата телевизија. Благодарам многу. Добро, ви благодарам што не подготвивте со закана дека ќе дојдете во нашата телевизија за да ни пресудите. И ова добро нека се запамти и нека се запише дека во оваа емисија се јавуваат луѓе кои што се закануваат дека ќе дојдат во нашата телевизија и ќе ни пресудат по однос на начинот на кој што ние си ја вршиме нашата новинарска работа според кодексот и етиката за известување на граѓаните за тековните случувања во државата. Уште еднаш повторувам, претходниот гледач Венцислав Кавраков од ШТИП од Центарот за истражување на јавното мислење во своето обраќање во оваа емисија рече дека народот ќе дојде во оваа емисија, во оваа телевизија и ќе ни пресуди. Да се памти. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Само малку пред да ве оставам да зборувате, со оглед на тоа дека претходниот гледач се закани на оваа телевизија и очигледно воопшто не му одговара начинот на кој што ние работиме, ќе го замолам, доколку не сака да го употреби далечинскиот управувач за да го промени каналот, ние ќе му помогнеме да не се јавувате понатаму во следниот, па да речеме месец, се додека не дојде бетонираниот датум 5 јуни. Повелете сега, господине, извинете. Браво, ме израдувавте и за ова. Конечно се виде дека двете албански партии. Ме слушате? Да, ве слушам, зборувајте. Конечно се виде дека двете албански партии повеќе мислат за оваа земја, отколку една наша ДПМН најголема водечка партија досега во Македонија. Тоа е разбирливо. ДУИ и ДПА нема што да изгубат. Тие ќе учествуваат кога ќе дојде време, тие ја послушаа меѓународна заедница, му свртеа грб на ДПМН, така да јасно и гласно му кажува дека не е во право, а сите оние, ако постојат и од ДПМН, и од ДУИ, и од ДПА, ако се инволвирани во некои незаконски работи, дека и тие ќе одговарат. Значи, тие не ги бранат ни своите. Ја бранат Македонија. Што некој не може да свати, тоест не некој, него ги има доста, што не може да сватат дека во прашање опстанок на државата, тоа стварно не можам да го разберам. А тие што ви претат, не се секирајте, тие се ситни риби, може би добиваат нешто за да се јавуваат во вакви емисии, дали ваму, дали било каде. Може би, не знам тоа. Ама не се секирајте,
краток им е векот, па тогаш кога ќе почне она што треба да почне, за што е формирано специјално јавно обвинителство, а сигурен сум дека подхитно ќе се формира и кривичен суд специјален, тогаш тие нема повеќе да се јавуваат без вие да им кажете дека нема една недела, 2 или месец дена да се јавуваат. Со право го казнивте и не само него, бидејќи јавно се заканува на една телевизија која има 230.000, мислам, лајка во еден краток временски период. Зарем не сваќа дека таа телевизија е ценета? Не ви пушам вода, но тоа е така. Тоа го знаат сите, и мали и деца го знаат. Ке платат сите за она што направиле за време на нивно владение. Тоа не може да го направи само СДСМ без помош на меѓународна заедница, а таа јасно, гласно, децидно и американците се тука рекоа: да, избори би требало да има, но во момент не може да има, бидејќи не се исполнети основните услови кои се договорени и подпишани од сите 4 партии во Пржино. Така да не одоговлекувам, поздрав до сите добронамерни гледачи и нека размислуваат со своја глава и нека си го стварно кажат своје мислење, а не да се плашат од некого. А ние не мора да си го кажеме името и презимето, бидејќи знаеме што не чека. Така, добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Не се исклучува можноста Груевски и ВМРО ДПМНЕ да одат, условно речено, сами на избори, каде што спаринг партнери или пак оние кои би им биле своевидна опозиција на гласачките ливчиња ќе бидат помалите вон парламентарни партии, доколку одлучат да одат на изборите на 5 јуни, но и оние партии со кои што ВМРО ДПМНЕ е во постојана коалиција во изминатите години во текот на своето владење. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас, повелете. И малку ќе бидам, може би, арогантен, што ќе кажам, Венцислав Браков ли беше тоа што се јави, да, сега ми текна. Го исклучи од една телевизија и во втора телевизија, значи, конечно ќе може да гледам на мир телевизија, ќе уживам. А ако јас не сум исто политички мисленик со вас, не значи дека треба да ти претам или да те... Така е, се согласувам. Да. Може, пример, да немаме исти ставови, може и да седнеме на маса, пример, и да се расправаме, али све у граница на дозволено, дали ме сваќаш? Точно, културата и пред се воспитанието. Боже мој, јас сум, само ќе ти кажам, само да има мир во ова прекрасна држава, а нека си дојде на власт кој си заслужи, народот си е тој што си одлучува, мој и твое право да си гласаме за кого сакаме. Пред се ние сме братски македонски народ. Очи да си вадиме не бива огнен. Сватете го тоа. И на крај само уште едно да кажам. Го гледам оно Ерван Фујревче, која мајка бара и тој у Македонија. Абе, тие такви да тука дојдовме. Да ни е жива Македонија, да си ми живи здрав. Поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Зборуваме за темата дека ВМРО ДПМНЕ останаа сами на фронтот за изборите закажани предвремени парламентарни на 5 јуни. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас јавам од Велес. Поздрав до Велес, повелете. Ката на телефон. Поздрав до вас, Кате. Па слушам, сите ги слушам, ама не е убаво тоа. Треба сите заедно да се донесе убаво. ВМРО додека беа малце протестираше, убаво беа. Направија нешто, се за качија пензиите, нешто, не знам, за трето дете, лево, десно, тие сите работи. А сега страшно е ако дојдат СДС на властот и секи окина тоа, и струјата секи оние продадува, како прво. Оти знам која работа, но сум работам, корекција на бодовите која беше, они ги направија сите. Ние останавме работничката класа со многу ниска примања. Ето тие СДС сите работи ги направи. И сега ако дојдат на власт, они тешка работа, ние пак ја гладуваме. Добро. Сега како што на пензија се оделени се на партии. Некои зимаат пошта и тутулска се знае на први ностоп, сега се приклучува и пошта. А другите после на 6 и на 7 почнат да зимат пензија. Не е реално тоа. Добро. Сега нека се остатат малце од тие, ако почнат вака може ќе стане некој
нешто неубаво. Добро. Ете тоа е. Од мене не знам друго. Они се паметни, они се учени, некои да им кажу од народа што треба да прават, срамота е. Добро. Ете тоа. Ви благодарам за јавувањето. Кате поздрав до вас и убав ден во Велес. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Гледач од Битола се јава, Битолско. Поздрав до Битолско, повелете. Видете, го гледам, мислам, ВМРО, мислам, овие за фронтот што останаа сами. ВМРО, ДПМН остана сам на фронтот за 5 јуни. Ало? Да, ве слушам, зборувајте. И едно само ќе ви кажам сега, по моје мислење. ВМРО треба да се тргне од политиката, настрана да дојдат други партии. Дори тогаш Македонија ќе крени. Док е ВМРО во политичка партија, то треба да се тргне како што е АСНОМ. Јас имам разговарано од 60-тите години за ВМРО. Какви инциденти има правено во Македонија? Да не ви набројувам оние што се сите убивани. Тие треба да се тргнат насамет, дури тогаш овој народ ќе биде се окей. И друго сакам да кажам, ова е многу добро што останаа сами. Народот виде колку е и со оние непречистени списоци, со за новинари, што прави аболици на не знам кој таму што ти знам. Јас мислам се во право сите партии и треба да биде избори, нема, само може да се направи техничка влада во Македонија. И дури тогаш да се ичисти се и Македонија да се тргне напред. Иначе со вака не. Добро. Ви благодарам за... Да? Бидете поздравени. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Битолско од нас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Прилеп се јавувам. Поздрав до Прилеп, повелете. Вакат. Околу ова што нема да има на 5 јуни избори, само Македонија ќе изгуби никој друг. Затоа што јас сум управител на една фирма кај што нонстоп ги гледам камионите за увоз и извоз кај што влегуваат. Намалена е работата во април и во мај некаде 70%. Значи стопанството е паднато многу од оваа несигурност. Меѓутоа треба еднаш на народот некој да му каже зошто ова сето се случува. Еднаш да застане некој да му ја каже вистината. Вистината е јасна, една е. Затоа што Груевски и владата на ВМРО ДПМН не стави вето врз Русија за економска соработка и затоа што Македонија сака да го проведе гасоводот кон Европа и рускиот гасов. Тоа е ништо друго. Дека сето е поттикнато од Америка и дека нашата држава не оди на добро. А да знаете дека моментално 65% од извозот на земјоделски производи за Русија, 65% од цел извозот на Македонија оди за Русија. Моментално. Па сега вие размислете дека доколку дојде СДС и стави вето врз Русија, колку ќе изгуби Македонија. Ова е вистината за Македонија, ништо друго. А ова сето друго дека не знам, нема демократија или било како нема демократија, секој на вашата телевизија се го кажува своето мислење, како и на другите телевизии. Тоа е немање на демократија во медиумите. Јас не можам да сватам, во ниједна друга држава вака слободно не може да се јави граѓани и да го искажува своето мислење. Јас ќе ви кажам, пошто живеев едно 10 години надвор од Македонија во европските земји. Таму се само специјални новинари што може да се јават во дневник или во некоја ваква контактна емисија и тие само го кажува своето мислење. Никогаш не може да се јави обичен граѓанин како кај нас во Македонија. Јас мислам дека овде демократијата е на многу високо ниво. Бидете поздравени толку од мене. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до Прилеп од нас. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Среќен празник за оние луѓе што го празнуват овој голем Божи ден. Така. Некој празник донесе мир, спокој во нашите души, во нашите домови, широм Македонија и кон сите кај сите македонци каде да се сложимо со претходниот гледач. Но тоа е според мене дел од вистината. Главната вистина ова што не се случува
Тоа е Македонија да ја нема. Таа е трн во окото на така наречената меѓународна заедница, представена од неколкумина олеснувачи во наводници што ни доваѓа, што ни роварат сега по нашата татковина, по нашите домови, по нашето достоинство, по нашата историја, сегашност и иднина, сакајќи иднината да ни ја сквернават и да ја нема. Сосема на кратко, СДС остана сам. СДСМ го напуштија интелектуалците, оние луѓе што беа и гордост и за Македонија, не само за нивната партија. Јас само ќе се дозволам, би го замолил господинот Узунов, неговиот татко мене ми бил професор. Една фасцинантна појава, професор што на економски факултет што немаше кој него почитувал студенти и професори. Господинот Узунов, мислам сега синост, сличен е, се дозволам така да дадаме на карактеристика како татко му, но тој слични на него го напуштија СДСМ. Кој остана во СДСМ? Срамот. Само накратко, господинот Бигоров во една емисија кажа, господинот Фрсковски како министер за внатрешни работи доаѓа со куферче со милион или 2 милиони долари за да бидеме флексибилни околу името. Како министер за внатрешни работи тој ги примил тие пари, господин молам. И тука не почнува нашето зло. Професор Калајджиев, срамота е тоа, вон од себе човекот зима камења и го сквернави триумфалната капија или ред други споменати во Македонија. Добро, дали Фрчковски, Калајджиев и СДСМ ќе одат на изборите на 5 јуни? Господине, ве прашувам нешто, дали СДСМ, Калајджиев и Фрчковски ќе одат на изборите на 5 јуни? Не. Па тогаш зошто зборувате за нив? Па зборувам за нив, за да дадам еден пример дека Нема, тоа не е тема на емисијата. ВМРО ДПМН било и не само ВМРО ДПМН, и сите они што се бореле за слободна и независна Македонија секој пат биле сами и на браникот на слободата и го расчистувале патот кон иднината за да го створиме она денес што го имаме слободна и независна Македонија. ВМРО ДПМН ќе успее со сите оние што живеат во Република Македонија, што се сакат татковината во која што се родени, во која што растат и во која што се развиваат. Добро. Благодарам многу. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Мало си ми некако нерасположен и јас ме нерасположи овај од нема да ги слушаш толку некои оние монофашистички гледања. Не сум нерасположен. Петок е денеска, веќе при крај на емисија, со душа чекам викенд да дојде. Да, и јас исто, али немој да ги слушаш, јас немој да ги... Само тој ме испровоцира да шо кажи сега, албанците не доште, ти реко ми рече, ама, без срамота е. Ај пријатно да те задржавам, да се секирам. Добро. Пријатно до вас и благодарам за јавувањето. Али Ахмети и Мендух Тачи дефинитивно не одат на изборите на 5 јуни, брифираат високи партиски функционери за 24 вести телевизија, вели колешката Душица Мрѓа во својот прилог, кој се подготвува, ќе го гледате во дневникот во 17 часот. Добар ден. Добро, одиме веќе со следната линија. Добар ден, дали се слушаме? И таа линија се исклучи. Ајде сега да видиме дали некој во меѓувреме се јави. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, ве слушам, зборувајте. Овен прво една честитка до сите ѓорѓевци, бидејќи денеска е Ѓорѓев ден. Само тоа не важи за нашиот непредседател Иванов. По врска со темава и со представувањето или не представувањето анонимност. Јас да ви кажам искрено, имам срам, бидејќи не дозволувам да ме некој корумпира и да изигравам мегафон на грујќи компанија. Некој од Шчип, што во Македонија не постои, во Македонија постои само Штип, не се срами да изигравам мегафон со неговата корумпираност од моите и вашите средства. Во однос на ова за 5 јуни, јас сметам дека навистина
ВМРО остана сам. А сите овие што изиграват мегафони и што тврдат дека бетонот ќе им фати за 5 јуни, тие покасно навистина ќе се срамат, ако сега не се срамат. Така да не се секирате и со заканите, само тоа покажува заканите према вас, колку оваа власт е искорумпирана, прљава до гуша и со не знам какви средства ќе се служи да ги замолчи сите кои што перспективно и мислат на нашава земја. Така. Огнене, јас би сакал дури некогаш да се најдеме, да се сретнеме, вие сте во мојот комшилук. Добро. Меѓутоа ќе најдеме начин да се договорено. Да малку по во вашето слободно време да подискутираме. Бидете храбри, но навистина чувајте се, бидејќи јас и друг пат ви вам кажено, знаете со кој си имате работа. Ви благодарам. Бидете предострожни, внимавајте многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Наполно ќе истече рокот до кој требаше да бидат доставени предлози за членови на избирачките одбори. ДУИ и ДП не испратиле своји предлози за избирачките одбори, ДИК ги чека информациите од општинските изборни комисии. СДСМ најави дека со сигурност нема да достави своји листи бидејќи не оди на избори на 5 јуни. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Имаме уште многу малку време да се искомуницираме со некој. Повелете. Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден. Стеван од селото Десово, Прилепско. Поздрав до вас, Стеван до Десово. Многу поздрави до те. Благодарам, повелете. Да не бидам банален, Огнен, но моето мислење пак истото дека мора меѓународната заедница Европа на чело со хан да ни помогне. Тоа е 100% сигурно да не биде само уништување на една сегашност и иднина од минатото. Значи, под број 1, пак ќе го повторам, мора да се заштити името ВМРО од овие така наречени ВМРО-овци. Под број 2, мора да се процесуираат оној список што го даде Иванов на тие, дали се тоа осомничени криминалци или вистински криминалци, тоа мора да се процесуира. И под број 3, сите дојденци, сите заминати од 45 до ден денеска за парламентарните избори мора да имат статус на диаспора. А што се однесува за гласањето, јас сакав да рекомпонирам една песничка и то фака и то моментално сега. Ебре момче, македонско македонче, на 5 јуни излези на тераса, па ќе видиш кој ќе оди да гласа. Добро. Ви благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас, убав ден како во Десово, така и во сиот останат дел на Република Македонија. Неиспраќањето предлози за членови на избирачките одбори не значи дека тие партии одлучиле да не учествуваат на изборите закажани за 5 јуни. Според законските одредби, доколку политичките партии не испратат своји предлози за избирачките одбори, во тој случај Државната изборна комисија е должна да ги пополни тие места со лица вработени во државната администрација. Ако до 11 мај, која било партија не достави листа на кандидати за пратеници, тогаш тоа значи дека тие политички партии немаат намера да учествуваат на изборите. До 11 мај има уште 5 дена, тоа е среда. До тогаш, останете со 24 вести за сите информации поврзани со овие случувања. Од мене пријатно и убав викенд.